Доктор Дева Петрова, шеф на Центарот за онкологија и радиотерапија при клиничката болница Аџибадем Систина, ни е денеска на визита. Добар ден, доктор Дева, и добре ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Така, само накратко, пред да преминеме на зрачната или радиотерапијата, како еден мал вовед за застапеноста на карциномите, малигните заболувања, чии што број се повеќе се зголемува. Така, за жал, малигните болести се секогаш актуелен здравствен проблем, да ни кажам најактуелен во комбинација со кардиоваскуларните заболувања. Нивната актуелност потикнува од таму што представуваат еден од најчестите причинители за смртен исход. Инциденцата или бројот на новооткриени случаи, како и во нашата земја, така и во светски размери, расте. Од година на година имаме се поголем број на новооткриени случаи со малигни болести. Тоа е негативната вест. Позитивната вест во целата оваа работа е што имаме намалување на бројот на смртни случаи од малигни болести, со оглед на тоа што станува збор за време на современа диагностика, кое што возможува откривање на малигните болести во поран стадиум. При тоа пациентите имаат можности да бидат излекувани и да имаме позитивен исход кај овие болести. Така, и современата медицина, ама и подигнувањето на свеста, веројатно стануваме веќе малку посвесни дека треба да се грижиме за здравието, па навреме правиме. Мислам дека тука вие медиумите исто имате голема улога во здравственото воспитување и информирањето на луѓето за овие битни здравствени проблеми, значи како да се однесуваат, дека не треба да се игнорираат проблемите и за секој здравствен проблем се знае која е адресата на која треба да се обратат кај својот матичен лекар и потоа да бидат упатени на вистинското место. Кога ќе биде диагностицирано малигното заболување, велиме, тука не завршува се. Допрва почнува таа битка и на пациентот, и на лекарот, на целокупниот стручен тим кој ќе се грижи за здравието, односно се почнува со постапката на лекување и примената на терапијата. Така, значи, најважното е пациентот навремено да се јави на лекарски преглед и да биде поставена точна диагноза. Вистинската или точната диагноза води кон успешно лекување. Лекувањето на малигните болести е комплексен процес. Ние велиме дека во лекувањето на малигните болести присутен еден мултидисциплинарен пристап, така да се вклучени повеќе специјалности од радиодиагностичарите, значи радиолозите, потоа патолозите, кои што ја даваат вистинската диагноза, бидејќи секоја малигна болест се потврдува со хистопатолошка верификација. Потоа исто така тука спаѓаат хирурзите како дел од лекувањето, онколозите и радиотерапевтите. Лекувањето на малигните болести е комплексен процес, може да биде комбинација од сите овие три модалитети на лекување. Понекогаш може да се заврши само со еден модалитет, како што е хирургијата, доколку станува збор за ран стадиум на малигно заболување, најчесто во првиот стадиум од болеста, обично не се додава дополнителен третман онколошки и тоа е најпосакуваната варијанта и за нас онколозите. Најсрекни сме во секојдневната пракса кога ќе имаме пациент со малигна болест на кој што ќе му кажеме дека се доволни само редовните контроли, дека нема да има потреба од дополнителен третман. Така да среќата е обострана и од страна на пациентот и од страна на нас онколозите. Но понекогаш, доколку станува збор за понапреднат стадиум, бидејќи болеста може да се прошири регионално во регионалните лимфни јазли, тога станува збор за локорегионално проширена болест, но за жал има и ситуации кога пациентите уште иницијално, на почетокот кога се јавуваат за отпочнување на диагностичките процедури, се наоѓаат во напреден стадиум или четврти стадиум на болест со присутни метастатски промени на некој од значи на некој оддалечено место во однос на примарниот тумор. Да речеме пациентка со карцином на дојка веќе има метастатски промени на коските или има метастатски промени во белите дробови. Во тој случај потребно е да се комбинираат повеќе модалитети на третман
Најчесто се почнува значи со системска терапија кога се работи за ваква метастатска болест или напреднат стадиум. Тоа може да биде хемотерапија, може да биде хормонска терапија, зависи од ситуацијата. Исто така доколку станува збор за метастатска болест, за контрола на симптомите, може да се отпочне лекувањето и со зрачен третман. Значи се зависи од тоа кој симптом е доминантен, дали постои болка, дали постои нешто што му го отежнува квалитетот на живот на пациентот. Значи, диагнозата и стадиумот и општата здравствена состојба сето комплетно тоа на влијае самиот на пациент. одлуката за тоа каков третман ќе ќе биде спроведен. И исто така, ако станува збор за локорегионално напредната болест, каде што доаѓа во предвид оперативниот третман иницијално, меѓутоа е побезбедно доколку се отпочне со онколошки третман со цел да дојде до намалување на големината на туморот, до повлекување на метастазите во регионалните лимфни жлезди и потоа да имаме една безбедна хирургија која што ќе го извади значи туморот во здраво, каде што нема да минува хируршкиот рез низ самиот тумор. Значи се комбинираат системската терапија или хемотерапијата и зрачната терапија со хирургијата. Може да одат пред оперативниот третман, а некогаш може да одат после завршување на оперативниот третман. Така, и бидејќи повеќе ќе зборуваме денеска за зрачната или радиотерапијата, радиотерапија е медицинскиот израз, зрачната е некако поприфатен како народски некој, така поедноставен и полесен и поразбирлив за пациентите. Целта, поделбата, дали кај сите видови малигни тумори, кога, како и како се прави планот нели за лекување кај пациентот и подготовката. Така, зрачната терапија или радиотерапијата подразбира практично примена на јонизирачки зраци или на електризирани честици, како што се електроните и протоните, во медицински цели, во конкретниот случај за зрачен третман на пациенти со малигни болести. Бидејќи нас не е исто така широко позната примената на јонизирачките зраци во радиодиагностиката. Кога одиме да се снимаме, да правиме компјутерска томографија или обична рентген слика на белите дробови, исто и таму станува збор за јонизирачки зраци, меѓутоа интензитетот на тие зраци е значително помал, станува збор за така наречени меки зраци, чија цел е само поставување на диагноза, значи да ни дадат слика треба на внатрешноста на телото на поедини органи, додека пак јонизирачките зраци кои што се користат во радиотерапијата имаат значително поголема енергија. Тие може да бидат, таа може да биде изразена во киловолти или во мегаволти, зависно од тоа за третман на каков тип на тумор ќе бидат користени, дали е тоа тумор кој што е поблиску до површината на кожата или станува збор за тумори кои што се наоѓаат на поголема длабина. Нормално, ако имаме тумор што го третираме кој се наоѓа на поголема длабина, треба да користиме зраци кои што имаат поголема енергија, поголем интензитет. Значи, зрачењето, јонизирачките зраци може да бидат вештачки, да бидат продуцирани како оние за радиодиагностика во рентгенска цевка, само што се со поголема јачина, така наречените X зраци, може да бидат природни јонизирачки зраци од некој радиоактивен елемент како што е кобалтот. Тие се најчесто применуваните извори на зрачна терапија во третманот на малигните болести. Исто така од корпускуларните честици на електризирани, рековме, се користат електроните повеќе за површни процеси, кога третираме и протоните за третман на тумори кои што се наоѓаат на поголема длабина. Зрачната терапија може да биде зависно од тоа на која дистанца се наоѓа изворот од телото на пациентот. Значи може да биде надворешна, тогаш пациентот нема допир со изворот на зрачење. Значи изворот на зрачење се наоѓа на одредена дистанца од телото на пациентот. Најчесто се тоа 80 или 100 сантиметри, зависи за која машина станува збор. И може да биде непосредно во самото тело на пациентот, во непосреден контакт со пациентот, тогаш станува збор за внатрешна или така наречена брахитерапија. Надворешната уште се нарекува екстерна или англискиот термин би бил external beam radiotherapy.
Во однос на фреквенцијата што почесто се користи, дали се користи брахи или екстерната, почеста примена има надворешната радиотерапија и понекогаш овие два модалитети може да се надополнуваат. Значи да се користи и надворешна и да се додаде на тоа и внатрешна или брахитерапија. И потребна ли тука посебна подготовка на пациентот, како и кај другите видови терапии кои што се применуваат? Да, така е. Значи потребна е соодветна подготовка на пациентот. Најважно е да се постави правилната индикација. Значи дали на одреден пациент во тој момент му е потребно, согласно стадиумот на болеста, согласно неговата општа состојба, значи сите иследувања кои што се направени, хистопатолошката дијагноза, значи зависи за каков вид на тумор станува збор, бидејќи има тумори кои што се радиорезистентни, значи не сите тумори подеднакво реагираат на зрачна терапија. Радиорезистентните тумори најчесто не се третираат со зрачна терапија, додека пак најголем успех во лекувањето имаат радиосензитивните тумори. Да речеме туморите кои што потекнуваат од репродуктивните органи се најосетливи на зрачен третман. Зрачниот третман се спроведува кај тумори на дојка, значи доколку станува збор за конзервативно опериран пациент кај кој што не е извадена целата дојка, обавезно, без оглед на стадиумот на болеста, следува зрачен третман. Потоа исто така кај пациенти со белодробен карцином може да се искористи зрачната терапија во лекувањето. При тоа може да се комбинира со хемотерапија. Исто така секогаш оди зрачната терапија постоперативно кај пациенти со оперирани глиобластоми, значи тоа се тумори на мозок кои што имаат прилично лоша прогноза. Значи на хируршкиот третман се додава и зрачната терапија, за разлика од тоа да речеме кај малигните меланоми кои што се доста актуелни во последно време, зрачната терапија не се додава како стандарден режим на лекување, таму е стандарден режим на лекување хирургијата, бидејќи овие тумори се радиорезистентни, а исто така се и хеморезистентни, така да немате голем избор. Тоа е она каде може и кај кои малигни тумори да се користи и применува. Во однос на припремата, откако ќе се постави индикација, согласно стадиумот и типот на туморот, кај пациентот треба да се објасни, значи многу е важно пациентот да биде информиран што следува понатаму, за каков третман станува збор, дека станува збор за локален третман, кој што е неинвазивен, дека нема потреба од страв. Боли или не боли, нели? Најчести се тие веројатно прашања и се што го интересира пациентот како ќе поминува низ целиот. Така е, тоа е основното што им фали, им недостасува на нашите пациенти, информацијата, бидејќи нам ни е сето тоа добро познато, но човекот, пациентот доаѓа прв пат на преглед, понекогаш прв пат се сретнува дури и со болест. Најчесто е тоа, за жал, ете во случајов малигна болест или малигно заболување и потребно е да биде добро информиран. Веднаш не се отпочнува третманот, туку се прави подготовка, се прави компјутеризирана томографија, која што ни е потребна за да го направиме планот, да го одбележиме туморот или целниот волумен, ние велиме, кој што не е предмет на лекувањето. Потоа исто така треба да бидат одбележани на таа слика, значи на компјутеризираната томографија, ние виртуелно работиме. Го сликаме пациентот и потоа сликите ни остануваат во системот и во системот одбележуваме. Да речеме, ако станува збор за тумор на дојката, ја одбележуваме дојката како целен орган или волумен што сакаме да го зрачиме. Потоа ги одбележуваме белите дробови, ако станува збор за лева дојка и срцето, како здрав орган, кој што е орган од ризик во моментот, значи на кој што треба да внимаваме да не го оштетиме во тек на зрачниот третман. Значи тоа се ризик органите и целните волумени. Исто така, кога го правиме снимањето, пациентот треба да биде позициониран на одреден начин, значи треба да биде во одредена положба, ние велиме го имобилизираме пациентот, да биде неподвижен, значи да биде прецизно спроведен зрачниот третман, да не се менува таа положба, бидејќи најчесто зрачните третмани траат подолго време, особено ако се работи за куративни зрачни третмани, каде што пациентот
има шанси да биде излекуван. Третманот трае по 5 до 6 недели и секој ден од израчењето, најчесто е стандардниот режим од понеделник до петок со викенд пауза, бидејќи 25-30 пати треба да легне во истата положба. Ние наоѓаме начин, значи постои процедура со имобилизација, со поставување, зависно од тоа за која регија за зрачење станува збор, ако станува збор за глава, се фиксира главата со термопластична маска. Ако станува збор за зрачење на бели дробови, се криваат рацете над глава со цел да не пречат, нели, при аранжирањето на зрачните полиња кои што ќе ротираат околу целниот волумен, да не минува зракот низ раката, мора да биде крената над глава, значи пациентот се држи на соодветно средство за имобилизација. Истото е и со пациентките кои што се зрачат дојките, значи после опериран, да речеме, карцином на дојка. И откако ќе се заврши позиционирањето на пациентот, се прави скенирањето, се добива таа слика од компјутеризираната томографија, на која што ние ги одбележуваме волумините. Исто така и нашата работа е тимска, значи припремата ја прават радиолошките технолози, ние лекарите ги одбележуваме волумините и ја препишуваме дозата, значи која ќе биде вкупната доза, колку ќе трае зрачниот третман, дали ќе биде тоа 25 или 30 зрачења, а физичарите го прават планот, значи ги аранжираат полињата со цел да се постигне максималната доза во туморот или во целниот волумен, а да максимално бидат заштитени здравите ткива и органи. Со тоа практично сакаме да ги намалиме несаканите реакции од зрачната терапија и пациентот да излезе од третманот со што е можно помали последици. Откако физичарот ќе го направи планот, лекарот мора да го провери планот и да го одобри, да види дали според препишаните критериуми, бидејќи како и за секоја работа, како што постојат критериуми за одредување на стадиумот на болест, постојат и критериуми според кои што ние се ориентираме, се раководиме во однос на тоа дали одреден план ги задоволува дали се постигнуваат посакуваните ефекти. Така е, дали се постигнува дозата која што ние сме препишале во целниот волумен и дали дозата во органите од ризик е во рамките на дозволеното, што значи дека здравите ткива и органи може да примат одредена доза, која што нема да им направи трајни оштетувања, ќе може по известно време да се регенерираат и да излезат од целиот третман без никакви последици. Доктор Дева, да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Ало? Да, ве слушаме. Ало, во програма сум? Веќе сте вклучени во визита, да, повелете. Така, значи овој проблем Дали сте се уште на линија? Добар ден. За жал нешто имавме прекин, се исклучи гледачката. Ајде да продолжиме со следното јавување. Повелете. Добар ден, дали го имаме и следното јавување? Очигледно имаме некаков проблем, можеме сега во овие моменти да ја погледнеме анкетата, па веднаш после анкетата ќе се обидеме уште еднаш со јавувањата на нашите гледачи. Ги прашавме граѓаните колку се информирани за застапеноста на карциномите, дали во окружувањето или семејството имале некој таков случај што преземаат за превентивно да делуваат. Општо и во светски рамки кај нас зазема епидемски размери. Што мислите, дали сме доволно информирани за карциномот на кој било орган? Не сме. Не сме, бидејќи јас сум оперисана пред 14 години, така да сега се појавија некои проблеми кои што одам, испитувам, па што ќе искочи на крајот, ќе видиме како е судбина така, меѓутоа се борам колку можам. А иначе за карциномот како епидемија, да. Како епидемија. И треба се разбира нутриционистите што се на Канал 5, ја ги слушам многу и ги поддржувам со тоа што они кажуваат како да се храниме. И тоа е многу битно. И јас сакам така да биде и се трудам да биде така. И се придржувате? Колку можам, се разбира, да. Повеќе се придржувам отколку не. Ја мислам дека се доволно и точно така. Жените од дојката, мажите од простата
Ja su momentalno сега dođu na kontrola, lani su operisali želudnik, karcinom na želudnik. I сега ide od crevogoltanik, sve variacije. Како ви открие, може ли да ми кажете? Prvo, matični doktor Vokičevo, Дали по рутинска контрола или случајно? po rutinska kontrola. Mislim, stalno ode kad njega na pregled, pa malo to krta. Prvo, što biše ona, hemoglobinot namalen, malo se nema snaga, pa posle go popravim hemoglobinot, pak nema dovoljno snaga. I tako ti dovne, posle crevogolta, jedno, drugo, treto i tako. И сега, господине, како го третирате? Кажете ни. Сега е одлично. Со терапии, со... Сега sve dobro, sve je zdravo, na vreme su otišla tamo na operacija. Ono što beše bolno izvajno je, što je zdravo ostana, to je vedenec kad mi potvrdi i doktorka ovdje, Sociratovika, sve je zdravo, nema problemi, eho me gledaš i eho i tumor markeri ti će biti dobri i sve će biti gore. Sve ko treba prevreme doditi na lekar, da vrši kontrola, krv, mokraća, eho i svi tije preventivni pregled što se. Во секој случај сте го откриле во рана фаза и сте го Во рана фаза, отстраниле. и то доста во рана фаза. Да не беше во рана фаза, сега на бандера се бев. Мислам дека сме да. Така. И мислам дека добро се открива кајност на време. Што друго да кажем? Според вас, што треба да се превземе за да биде поголема свеста кај граѓаните за опасноста од било кој карцином? Што треба да се превземе? Да. Прво треба сами себе да си се тоа контролира на прегледа оди редовни, па да прати тоа како е, што е и така натаму, за да не биде во замав, понатаму да биде уште полошо. Тоа е многу битно. И да се преориентира со исхрана, како што реков преска, ако е нешто до тоа. Затоа што исхраната и сите тие работи, кога ќе биде по-добро и по-земено како здраво, ќе биде многу подобро за дотичниот што е болен. Ženevska ima dovoljno i literatura i emisiji po site skoro televiziji, sve koje svoje se ima, koji može da prati, da ih pratati i da sluša savjeti od doktorita. Obavezno je. I malci mi se čini, malci imati samo počituvanje sam do sebe, ne odat na kontroli. I ako je zdrav, ne se odi na kontrola. Treba je zdrav da poješ na kontrola i ako ješ na kontrola, toga će te otkrijati. Што треба да се преземе? Па на време треба да се иде. Додека е во рана фаза. Додека е во рана фаза. Тогаш, мислам, по-скоро се открива после касно е. Веќе е доцна. Да, доцна. Најчест карцином кај жената е карциномот на дојка и на матката. Тоа го знаеме веќе сите. А кај мажите на простатата и дебелото црево и белите дробови. Дали вие знаете дека доколку се откријат во рана фаза, шансите за лекување се веќе поголеми? Па се разбира, јас например пред 14 години мислев дека е тоа па немијарно, па нешто со нервите, па нешто вака и така да цела година влечев. И кога отидов, одма ми најдоа диагноза која што беше стварно за алармантна. И тогаш се потрудивме моите деца, јас ги викам деца бидејќи од сестра од браќа ми се, нема мои, меѓутоа ти се мои и ги сакам многу и ги поздравувам сега. Најдоа да ме оперира овој, како се вика, Стојовски. Секоја чест, златни раце има. Тој ми го спаси животот. А 14 години не е малку. Да ви кажам, јас сум задоволна. Меѓутоа сега како е, што е со него, многу ми е жал, меѓутоа Господ нека му помогне. Ништо повеќе. Човекот е стварно, не може друг да биде како него. Може би, али сега за сега така е. Ja su to primjer. Uspešno, sve je uspešno, sve su zdrav. Nema problem nikakav. Бога ми, вие сте еден голем пример Ja imam, за сите на оваа генерација, па и помладите били. pa mlad su ja, 73 godine imam. 44 godine smo u brak. Уште толку да се доживеете. Pa ne znam, ovije mi rekao ušte 5 godini сега na kontrola, pa poslije pak će reći ušte 5, pa ušte 5, ja ću vidjeti. Па мислам дека да, поголеми се. Поголеми се, сигурно 80%.
Да, застапени се малигните заболувања. Добро е кога вака навреме ќе бидат откриени, успешно ќе бидат излекувани, останува понатаму, нели, редовните контроли кои што треба да се прават. Сега кога станува збор за зрачната терапија, несакани ефекти или реакции кај пациентите, може ли да се појават и кои би биле тие? Така е, може да се појават, бидејќи за жал зрачењето не може да биде до толку прецизно да не биде заватен ниту еден мал волумен од здравите ткива и органи, но сепак станува збор за промени, како што кажав и претходно, кои што се реверзибилни, не се трајни промени. Најчести такви реакции се акутните реакции на кожата. Значи може да се јави црвенило во тек на третманот, исто како кога се сончаме, значи така да и како што и тоа минува и ова минува исто. Потоа може да се јави чувство на замор, може да има промена во крвната слика, но и тоа е реверзибилно и несаканите реакции исто така се поврзани зависно од тоа која регија ја зрачиме. Ако се зрачи стомакот или абдоменот, во тој случај кај, да речеме, тумори на женски гениталии или кај карцином на ректум, на дебело црево, во тој случај може да дојде до појава на проливи или течни столици во тек на зрачниот третман, бидејќи е засегната слузницата на цревата. Може да се јави печење при мокрење, бидејќи одредена доза може да прими и бешиката или мочниот меур. Потоа, доколку станува збор за зрачен третман на тумори на мозок, поради појава на оток во тек на зрачниот третман, може да дојде до појава на главоболка, нагон на повраќање, но сето тоа е минливо и во тек на третманот ние ги следиме пациентите и им даваме соодветна симптоматска терапија, за да се намалат тие симптоми. Доколку се појави. Ние и претходно ги информираме дека може да се јави, но и не мора. Значи не е задолжително кај секој пациент. Некој е потолерантен, нечија кожа, исто како на сонце е потолерантна, нема толку интензивна реакција, индивидуални се тие реакции, кај некој ќе имаме поголем интензитет. Зависи, рековме, од регијата, кај жените што имаат поволуминозни дојки, имаме поинтензивни реакции, кај жените кои што имаат помали дојки, обично тие реакции на кожата се многу помали. Тоа се најчесто акутни реакции, додека во доцните реакции може да се јави фиброза, бидејќи на местото каде што е спроведен зрачниот третман, ако здравото ткиво примило одредена доза, значи после оваа акутна реакција, која што може да помине, ако била поинтензивна, да речеме, може да дојде до создавање на сврзно ткиво или лузна, како што се создава, значи кога ќе имаме никаква повреда, во овој случај како резултат на зрачењето може во тој дел каде што бил зрачниот третман, кожата да биде потврда, да речеме дојката да биде потврда, може да биде хиперпигментирана, да биде малку потемна кожата во однос на другата дојка и слично. Меѓутоа, за среќа, значи тие несакани реакции, така и се настојува така полесно и тие несакани реакции или промени кои што ќе се јават да се поминат. Кај третман на глава и врат, каде што најчесто се користи радиотерапијата на тумори на главата и вратот како еден од основните модалитети на третман, да речеме, една од несаканите реакции е намалувањето на лачењето на плунката, бидејќи плунковните жлезди влегуваат во зрачниот волумен. Тука кај глава и врат се е на еден мал волумен, колку и да сакате да бидете прецизни, не можете комплетно да го избегнете здравото ткиво и орган. Затоа сега во радиотерапијата се оди кон примена на посовремени методи на планирање, како што се интензитет модулирачката радиотерапија, стереотактичната радиотерапија, каде што се настојува да се фокусира, значи, зрачниот сноп, што попрецизно на туморот и да се поштедат здравите ткива и органи. Тоа е излезот од оваа ситуација, како да имаме третман кој што ќе биде квалитетен, прецизен, значи кој што ќе го даде посакуваниот ефект, а нема да имаме, ќе имаме што може помалку несакани реакции. Да. Веќе сме на самиот крај, јас не знам дали можеме да вклучиме барем еден гледач, да не им останеме должни на нашите гледачи барем едно прашање накратко да слушнеме па и да дадеме краток одговор. Добар ден, дали имаме некого на линија? Ете така, ајде да ве слушнеме. Се јавувам од Охрид. Така. Јас пред 7 години се оперира под почки. После месец дена се оперира под крајникот. После 2 години се оперира под дојката. Имав хемотерапија примав со Ходжкинот и крајникот.
го пребродив тоа, имав зрачење 30 дена во државна болница. Од тоа зрачење и ден денеска мене нон-стоп грлото ми е суво, нон-стоп мора да ми е влажно со вода. И чим излезам летен период на сонце, јас осеќам пецкање на вратот, каде што јас се зрачев. И ме интересира, после тоа зрачење, Ходжкинот од десната страна, кај што ми е оперираното зрачењето, ми се појави на левата страна. Дали е можно тоа и што можам понатака да правам? Стварно, значи, Добро. ми сметат. Така, добро. Да, ви благодариме за јавувањето. Доктор Дева, во кратки црти, ама барем главното и основното да го значи, прво кажем. треба да се види што е тоа од другата страна, значи дали е поврзано со дојката или како што вели пациентката е поврзано, бидејќи имаме две дијагнози за малигнитет, едната е хематолошка, значи Ходжкин лимфом, така да за тоа ќе треба да се јави на преглед прво, да се дијагностицира за што станува збор. Инаку со оглед на тоа дека зрачењето било спроведено после откривање на втората малигна дијагноза за малигнитет, а тоа е карциномот на дојка, не би требало да биде никаква причина или компликација за овие оваа промени што првата. секако, Обично е ги обратно, нели? Да речеме, ако поради Ходжкин во младост, на порани години, пациентката е третирана со зрачна терапија, во тој случај може како компликација, како секундарен малигнитет да се јави карциномот на дојка. Во случајов, значи, тој бил лекуван, Обратно, прво било бил третирано прво третиран. со хемотерапија, па потоа се јавил вториот малигнитет. Значи, во однос на несаканиот ефект од зрачењето, тоа црвенило на кожата што било, може да биде почувствителна таа ригја, да остане таа трајна чувствителност во таа ригја и ние обично им советуваме на пациентите да внимаваат кога се изложуваат на сонце, но тоа е најчесто непосредно по зрачниот третман. Откако ќе помине подолго време, веќе може да биде некое пецкање, како што го опиша пациентката, но некои поинтензивни реакции не би требало да има. Сувоста што е на грлото може одредена доза да има примено во грлото, доколку се зрачал и регионалниот лимфен базен супраклавикуларно од истата страна, но и тоа би требало да се Убаво повлече. повторно да се Да. и да се провери така и да се види. И сега да се види дали е причината зрачењето или нешто друго се случува Така. таму, да. Така, да. Веќе мораме да завршиме. Ги опфативме, јас мислам, најважните и најбитните работи кои што се однесуваа на зрачната терапија, пак имаме и следни прилики и за нешто друго подетално и поконкретно да зборуваме. Ви благодарам што ни бевте на визита. Ви благодарам на поканата и ми беше задоволство. Така. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Метео 5 вестите во 11 часот, а веднаш по нив ве очекуваме и продолжуваме со емисијата.